И на споменикот на Александар Македонски на плоштадот Александрија во Прилеп денеска беше поставена информативна табла на која пишува дека Александар Велики е историска фигура која што припаѓа на античката хеленска историја и цивилизација и на светското културно наследство. Таблата е напишана на македонски и англиски јазик и забележително е тоа што е премногу минијатурна во однос на споменикот. Од општина Прилеп рекоа дека тие само постапуваат по одлуката на владата согласно одредбите на Преспанскиот договор и немаат повеќе коментар околу поставувањето на таблата. Поголем дел од граѓаните пак се против поставувањето на истата. Треба ли вакви табли да стојат на споменикот на Александар Македонски? Не. Јас знам македонци не сме хелинисти. Не треба. По моје не треба. Само да биде кој што ти е македонец, си нормално. Не би требало. Тој е македонец и македонец ќе остане. Дефинитивно македонец и мислам дека нема потреба од поставување на други објаснувања. Се знае кој бил Александар Македонски, готово. Ако е грк, тогаш зошто нема некој грк што се вика Александар? Како е најдобро, така нека направат. Најдоброто нека го ватат. Инаку вакви информативни табли предвадена беа поставени на спомениците на Александар Македонски во Скопје, како и на спомениците на Филип II и Олимпија. Но таблите не издржаа ниту една ноќ, пошто дел беа остранети, а дел пак оштетени. Од градот Скопје најавија дека во иднина спомениците ќе бидат под засилен надзор и инспекции. Инаку, во 2006 година, споменикот на Александар Македонски во Прилеп беше дониран од страна на американскиот бизнисмен со прилепско потекло Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, а изработен од познатиот прилепски скулптор Жарко Башевски.